Сивана започнавме. Ние она што ни остана како остатоци токму во кујната наша на Телма. Остатоци. Инаку овошјето кое што би требало да го искористиме и кое што е сакавме да си направиме овошна салата, нели? Да, имаше читав информации, вика ако премногу како беше, чекај, како сакате премногу сладолед, ако ви бара душата сладолед, не знам, да се проба барем 2 урми, ќе се засидите, бидејќи да, и не само сладолед, да, било што, ако сакаме нешто, како велиме нездраво благо, тогаш може да се... И сега веќе сладоледот е со многу шеќери, нели во случајот тоа се поздрави шеќери, да. Да, не знам само зашто го спреми блендерот. Па нешто се мислев дали, бидејќи ова е направено буквално како природно сладко, не знам. Да, помеки се. Што направиме? Ама мислам дека може би подобро така да ги готово. Како ти кажеш така. Да биде вака овошна салата за промена, ќе ги сервираме вака, па ќе си ги изедеме помеки. Кажи ми, колку ја слушаш музиката на Дупер сериозно? Па морам да признам не нешто најчесто или многу често, но генерално ја слушам, посебно заради тоа што и во Телман или сме ги имале и знаеме да ги испромовираме, да се слушнеме, да се видиме и веројатно и сега истото ќе го направиме. Да, мора да признам дека тоа се момците кои што создаваат еден свој бренд. Вчера со момците од преку ред тоа го кажав и мислам дека за Дупер истото ќе го споменеме, дека нема потреба да ги гледате како артисти, да знаете за кого станува збор. Затоа мислам дека тогаш е еден артист или бенд успешен. Сензибилитетот на Дупер е вистина едно урбано музичко живење преточено преку приказни, преку текстови, таа една убава лирика која што имаат, особено тие музички синглови кои што последниве години ги освојуваат нашите радиски топ-листи, во случајот и се надевам за скоро некоја топ-листа која што можеби ќе дојде и на фреквенција на Телма телевизија. Тој вели вчера кога се слушнавме, веројатно со своји пријатели, славенички или не знам, меѓутоа вели, леле, колку треба да станам? Јас сум негде околу 7:15, нас ќе ни биде задоволство да будеме, така што ќе му заблагодариме на Борис, кој што го препознаваме како Борис Дупер, што утрово ќе не поздрави на фреквенција на Телма телевизија и незалудно денеска го имаме со него. Овој разговор кус за да честитаме за новиот сингл кој што во моментот бележи огромен успех кај слушателите. Борис, добро утро. Добро утро. И убав ден нека е од целата екипа на утринска Телма, така што овој преседан кој што го направи за нас, нам многу ни значи. За ова радно станување твое. Борис, дали ние те разбудивме? Дали ние те разбудивме, бевме твојот аларм или веќе се подготви? Дефинитивно, со оглед на тоа што ми го кажа. Ставив аларм 6:55, гледам веќе ми имавте пишано, така да... Добре. Да. Еве, више пијам кафе во моментот и јас, така да... На здравје нека ти е. Почнеме денот. На здравје кафе. Инаку, задосни сношти заглавивте малку со пријателите? Па малце заглавивме, ама сега и тоа е дел од младоста, мора да се заглави преку недела од времената. Да, дефинитивно. Да, кога се поминува неделата, поточно кога имаме работни денови, веројатно секој со своите различни активности, но кога и како, освен утрово, со аларми малку порано, кога и како Борис ти започнува денот или кога, или подобро прашано, кога завршува и кога започнува? Најчесто. Па обично станувам накај алармот ми е ставен 7:50, па имам еден снуз 10 минути во 8. Се спремам пола сат, одам на работа од 9, се враќам во 5 и после тоа веќе ми почна музичкиот живот. Претходно маркетер, 8 сати. А инаку да знаеш дека пред некој период те зборевме на Телма, промовирајќи го синглот на младата, баш и јас и Ивана те поздравивме, Бојана со синглот во боја, која што го работевте изминатиот период. Уште една дама која што баш така една свежина во етерот создава со и музиката и со својата појава, така што те спомнавме и честитки за тоа што успеваш, еве и покрај тоа што работиш и во сектор маркетинг, сектор Дупер, да работиш и музика за други артисти, тоа некако мислам дека го покажува и животниот потенцијал за тебе како кант автор. Меѓутоа, новиот сингл на Дупер, секоја чест. Да, раскажувај сега летово дали ќе биде активно со Дупер? Летово активно ќе биде поише на план создавање музика, во секој случај. Меѓутоа,
веќе имаме закажано 2 свирки кои треба следниот месец да се реализираат. Така што тоа е добро. Ќе видиме понатаму. Се надам дека песната ќе им се свиѓа на луѓето, дека ќе ја вртат што повеќе, дека ќе ја стават во плейлисти. Гледам дека и многу други бендови, музичари овој период вадат музика, така што може ќе покрене ова некој нов бран на нова македонска музика. Па јас мислам дека и се случува, ќе се согласиш, мислам новиот бран ја нели благодарение знаеме често да споменеме дека во моментот македонското радио Урбан ФМ особено нели ја промовира оваа музика, па можам да кажам дека во 95% вака календарски седмично се издаваат помалку повеќе од, да речеме, не знам, ајде некоја средина оптимум од 7-8 нови синглови, што е вистина за поздрав, така што чинам дека таа некоја убава златна ера се случува последниве 2-3 години. Дали се потикнуваат едни со други, не знам, меѓутоа има доста работа и нова музика. Се согласам дефинитивно. Мислам има шо повеќе во сите жанрови има повеќе артисти, тоа ми се свиѓа поново. Не е само рап или само рок или само поп. Така да гледам и во задње време има повеќе соработки меѓу артистите. Што е одлично. Така што ајде да видиме. Дај Боже да биде нешто добро од цело. Дефинитивно. Да, добро е што секогаш се има ентузијазам и се гледа напред, особено кога нели не води инспирацијата како велиме, па и љубовта во конкретниот случај кон музиката. Борис, онако е што составен дел од утринското будење се разбира се и оние утрински ритуали кои што ги има секој од нас. Ти рече дека го пиеш твоето утринско кафе во кое што во моментот уживаш заедно со нас и со гледачите на Телма, но што е останато составен дел од твоите утрински ритуали? Поточно, дали во утрото имаш време за одредени утрински ритуали, нешто што го правиш чисто како добар старт на денот, како твоја формула, можеби некаква физичка активност или слично, со оглед на тоа што слушнавме денот на вистина ти трае долго. Да. Па две работи морам да ги направам од сабајле. Прво е кога ќе отварам очи да изгледам 15 минути некој Reels или TikTok, да се насмеам за да ми почне денот. А друга работа е што морам да си го наместам креветот пред излагање. Тоа ми е некоја мантра оставена од мајка ми. Види како ти е лош денот, барем знаеш си го наместил креветот. Да си ми жив и здрав. Така е. Да. Има и на состојба на умот, кога заминувате од дома, ако имате садови во мијалникот, нели немиени, ако не знам ви е растурен креветот, тоа значи вика дека растурени во мислите ќе заминете од дома, така што да знаеш дека ова што го спомнала мајка ти е некако некоја убава блага вистина која што треба да си ја практикуваме, барем да искочиме од дома, барем со наместен кревет. Инаку во моментот го погледнав и претходниот сингл со тебе не гледам саат бебе, а и меѓу другото некажано веќе бележи голем успех последниве неколку денови. Биди така на линија, ќе ги замолам колегите некои 20 секунди од спотот и музиката да уживаме и да ни спомнеш малку повеќе за овој сингл. Да не кажа, но не знам по тебе што видам, по тебе што видам. Бирам во сите други да ја видам, да кажам се што имам, не кажам, но Добро артикулирате утринско водење љубов со автомобил и девојката во спотот. Сериозно, многу сензуално, многу сензитивно, многу мирно, како што тоа некако е сензибилитетот на Дупер, а сепак урбано и, ке кажеме ние, баш така градски штосно што се вели за еден видео спот, добро изработен спот, различен. Секоја ви чест. Ке потсетиме дека во моментот е достапен и видео спотот на вашиот официјален YouTube канал, секако и на сите музички платформи новиот сингл. Ајде малку повеќе за истото, сподели ли некои новини, работењето на спотот, музиката? По принцип ова беше песна што искочи додека работевме на друга песна. Аха. Планот беше да вадиме скроз друга песна, ама некако не фати. Имаше нешто тука што рековме мора ова да се извади побрзо. Така да одма се фокусиравме на некажано.
За спотот Илчо ми спомна дека сака да се возиме, викам ме асоцира цело време на возење. Јас седев еден ден и си викам дај барем да видиме или преголеми, да сме во некоја голема кола или премали. Направив неколку слики на ChatGPT, му ги пратив на Трифон. Викам можеш ли ваков спот да ни направиш? Он викам ајде да пробаме. Така да интересно патешествие беше ова, со многу ефекти, со многу снимање, со многу планирање. И ќе те прашав со оглед на тоа дека треба целосно да се види нели самата визуализација за спотот. Беше време потребно да се направи тоа, да се спакува така вие да бидете миниатурни, а сепак да се гледа дека тоа се Дупер кој што се живописни битија и модели во самиот автомобил. В принцип тука треба многу планирање, треба да знаеш кога ќе бидете во големата кола, кога во малата, што ќе направите и во секоја секунда се знае што ќе се случува, зашто треба да е плански кога се качува колата, кога се спушта, како ќе паднете и така натаму. Така да тоа одлично го направи Трифон Ситниковски, режисер на спотот. Меѓутоа, лесно искачи на крај. Изгледа како да е направено лесно, меѓутоа потрошаме доволно време за реализација. Да, ако добро се гледа или ако го гледаме со внимание, се гледа дека бара труд, но една одлична оригинална идеја, иако да, вештачката интелигенција веќе во денешно време навистина ни помага, но се разбира оригиналните идеи првенствено доаѓаат од секундност, особено кога зборуваме за инспирацијата нели во самата музика. Мислам дека сепак ChatGPT може да помогне во тековните наши активности, меѓутоа не може да биде автор на работите или да даде емоција. Првенствено да идејата, а потоа нешто како надополнување или можеби водење во вистинската насока. Борис, она кое што сакав да те прашам, бидејќи спомена дека работиш и во областа на маркетинг и сега никако ако ги споиме маркетингот и музиката, што би можеле да кажеме дека имаат заедничко или ајде подобро кажано колку таа професија пак ти помага во овој другиот дел каде што креативно би требало да се изразиш, а маркетингот можеби има некоја доза на креативност, но пред се бара малку поголем ангажман или и труд. Заедничко, не знам што е заедничко, веројатно љубовта према двете професии кај мене. Па она што е тешко е, многу лесно работиш маркетинг за други, кога треба маркетинг за себе работиш, одма мислиш дали ова треба да го направам, дали ова да не го направам, дали изгледам вака, дали изгледам така. Многу е различно кога работиш за личниот бренд и за туѓ бренд. Меѓутоа гледам некако да ги вметнам едното во другото. Затоа и мислам дека имаме добри резултати, добра слушаност и песните во главно кај нас, тоа ми се допаѓа дека стигаат секогаш до точната публика. Да, мислам немаме многу views нереални, немаме публика на концерти што не сака да не слуша, туку буквално имаме фанови, можам да кажам. Да. Вистински слушатели на наша. Вистински слушатели, природно, органски создадени изминативе години, како нели го имавте и првиот сингл "Не сум твој тип", инаку кога создавате музика, што ви е најважно да речеме како еден кор или јадро на Дупер, дали тоа мелодијата, текстот, атмосферата или нешто друго конкретно? Кога баш создавате нов сингл. Мислам кај нас мислам дека е мелодијата. Мелодијата. Некако двајцата сме природно ни оди да пееме. И немаме она страв да испееме што и да ни дојде во глава, дури да е лоша мелодија. Меѓутоа многу ретко е лоша, тоа можам да кажам. Да, инаку во моментот кога е знаеме да препознаеме. Не знам, Саша, дали во моментот водите дебата за во моментот се води дебата од апликацијата Тему за возила, која што ја наоѓаат вашата кола. Во моментот дека се гледа спотот, да знаеш, се крена дебата за веќе ви го најдоа моделот. Тему и нашиот модел од Тему, да. Па еве, само што го најдоа моделот, да знаеш. Ете, потикна дебата. Да, еве, колегата Саша вели ја имам, меѓутоа не е од Тему. Мала шега. Борис, ти благодариме пред се што одвои време овој петок да бидеш со програмата на утринска, вака наутро да дадеме аплауз и пред се да ви честитаме за новиот летен хит. Несомнено дека ова ќе се слуша баш во текот на летото, така што ќе потсетиме, Дупер и новиот сингл веќе ви е достапен. Само да
прашаме некаде на крај, дали ќе имате негде концерт во најава, можеби за време на лето, како што тоа беше пред некој месец во Младинскиот културен центар, каде што имаше апсолутно убава атмосфера на концертот на Дупер. Да. Последниот свиравме и во МКЦ и во Дебармало. Следно е на агендата настапот во Крушева на 9 август. Супер. Така да малце да киднеме од Скопје. По Кој повод... е слободен и во близина на Крушева. Чекај, дали е тоа Уин Крушево или кога во во Крушево настанот? Да, да. Да, одлично, добро. Следната седмица ќе го имаме јас и Ивана баш Да. во студио, ќе го најавиме настанот, па така што веројатно ќе ве спомнеме дека ќе бидете дел од Уин Крушево, најновото издание кое што се одвива на највисоката точка на Балканот. Борис, ти благодариме, има и убав ден и успехи понатаму со сето она кое што го прави Дупер, се разбира, и еси когаш добро дојдено за македонската публика.